Добро утро, понеделнички, Алфа Анализа. Мој денешен гостин, Раби Седрак. Добро утро, Раби, добре дојавте во студиото. Благодарам, фала. Кога се договаравме за емисијава, кога ве прашав од кај сте, вие само рековте јас сум од Блискиот Исток, исто како јас да речем јас сум од Балканот, што е всушност многу убаво кажано. А денеска ни е темата што се случува на Блискиот Исток и во Медитеранот, во некои земји од Медитеранот. Мислам дека е интересна темата, важна е затоа што до сега и до нашите интереси како држава. Да почнеме поред, Раби. Не така одамна се случи една страотна експлозија во Бејрут, би рекле па добро се случуваат експлозии, но ова беше нешто многу страшно од огромни размери, има многу жртви, многу исчезнати луѓе, не знаеме точно колку ќе биде бројот на загинати, но оваа експлозија како да беше темпирана бомба токму во периодот на голема криза во таа земја како што ја викаат бисерот на Блискиот Исток. Што имаш информации што се случуваше пред експлозијата, за време на експлозијата и сега во Либан? Тоа треба да се врати малце многу назад во настаните, значи пред настаните, овој дел на пристаниште во Бејрут и делот на аеродром во Бејрут од крајот на војната од 75 во Либан. Сега они ја викаат граѓанска војна, јас не ја викам граѓанска војна затоа што не беше меѓу да кажеме либанци, беат многу надворешни да кажеме групи инволвирани во војната и под контрола, тотална контрола на Хезбола во Либан. По завршувањето на првата фаза на војна што завршува во 1990, стана престаништето како место, како голем магазин за складирање на се и свашта што беше соберано после војната во Либан. 6 години пред настанот имаше еден брод од Молдавија што носеше материјал и беше, да кажеме, од неглект, беше откажен од земја, тој газдата на овој напуштен, да, благодарам. И треба да оди на една друга рута и на крај заради за финансиски проблеми и така натаму застана бродот во Бејрут со материјалот што беше он борд. Стоеше, мислам дека 2 години со товарот негов во вода, а почна тимот што работи на самиот брод, нема плата, нема пари да продават производи што они ги имат на брод и на крај завршува дека селата карго што беше внатре беше земен, confiscated од страната на владата на државата и беше складирано во овој магазин што сите го видовме во сликите. Стоеше таму без никакви регулации или правила како да се чуват такви материјали, за што се користат такви материјали. Нормално дека овој дел е под контрола на Хезбола. Во Либан, после војната, кога се дели, не веќе е делено, значи ако одите во Ливан, во Бејрут, може да одите од една населба до друга, ама уште стои овој психички зид, или да кажеме виртуална граница меѓу овие различни населби, региони што беа делени од времето на војна. Таа поделба иде по верска основа, така? Или главно по верска основа. И токму заради тоа никој нема пристап, никој не може да оди во зоните кај се под контролата на Хезбола да види они што прават или како ги складират работите или не, затоа што и они секоја партија во Либан што беше инволвирана во војна имаше своја милиција, вооружена милиција и
секој ден е изложена, значи Либан е изложен да има мини конфликт меѓу овие милиции. Така да никој не може да има пристап каде беат складирани работите, никој не може да постави правила како треба да бидат чувани овие работи и тоа ни донесе до настанот тоа што се случи на експлозијата, што уште верувам дека ова не беше едноставно така несреќа, значи има нешто во ова. Приказната на владата во Либан, на државата во Либан, дека беше за, како се вика, петарди, и овие приказни се многу наивни. Да. Многу аналитичари се на истата линија на која сте и вие, дека всушност станува збор за темпирана или наместена експлозија. Една од теориите е дека практично, нели, како што спомнав, Либан се смета за бисерот на Блискиот Исток и практично една од клучните точки или пристаништа на едниот голем проект, нели, на кинезите за што го викаат Белт и роуд проектот на новиот патот на свилата. И сега станува збор практично за милиарди кои се во игра и на овој начин се сака да се дефокусира Либан од тој проект. Односно да се отстрани од тој проект во кој е и Иран. Значи Иран има голем проект и со русите и со кинезите во исто време. Сега, Либан по природа, по историја, по се, беше секогаш од страната на, да кажеме, никад не играше на страната на Кина и Русија, повеќе беше, да кажеме, по ориентиран спрема Запад. Но, од кога почна големото влијание на Хезбола, што е поддржан од Иран, да кажеме во последните 12 години, што се присутни на власта, што се тамо се, они нормално дека прават имплементација на сите визии и сите планови на Иран во Либан. И сега, ја тука морам да коментирам на две работи што може немат многу голема врска со ова. Првата работа има план од овој камп на шиити, генерално, да окружуваат целиот Левант, значи Израел, со делови од Либан, да почна од Ирак и да го закружуваат до Медитеранското море. Овој стои пред планот на кинезите и на Иран. Значи, ова нешто исторички, што они секогаш имат обиди да го задворат овој круг и да формират нивната, да кажеме, држава или регион, што е како одите татет со исламската држава, со ИСИС. Ова е една приказна. Втората приказна, дека владењето на Хезбола во Либан беше наметнато од страна на еден договор, се вика Алтаеф Агримент, договор на Алтаеф, што беше во 1991 во Саудиска Арабија во градот Алтаеф. Самите либанци што живеат во Либан, без разлика на верата, затоа што има голем дел, има христијани, имаш католици, православи, имаш шиити, сунити, исмаилити, жафарици, има многу групи што не се за да се реализира овој проектот со Иран и со Кина. Така да има многу, не само една група, туку може да имам различни групи што се против реализацијата на таков проект или таков план што е поддржан од страната на Иран. Јас би
извини, би ве прекинал тука за момент, затоа што треба да го земеме ова предвид дека токму нели поради оваа експлозија владата си поднесе оставка и рече корупцијата е таа која е виновна за ова што се случи, че таа не може да контролира ситуацијата. Огромна корупција има во тоа општество, тоа не е нов феномен, велат 50% невработеност и така на, безперспективно практично општество. И неодамна преку израелските средства за медиуми дознавме за едно истражување, една симулација која Мосад ја правил, и они велат постојат 3 сценарија, од која третото е најцрно. Тоа значи Либан да отиде во целосен хаос, и тоа е многу лесно да се случи ако се земе предвид дека покрај економската имаат и здравствена криза, не сите имаме со пандемијата. Кои се вашите предвидувања? Што би одело сега следново? Па, овие сценарија се од секогаш ги имаме на маса, значи имаме првиот сценарио. Ништо ново би рекле. Не, они сега Израел го развива ови simulations за тие настаните, затоа што е нормално, они се гледат како да спречат и како да прават превенција на било што може да заканува нивниот национална безбедност. А во Ливан имаме тие 3 сценарија. Со едно сценарио е да излезе Хезбола од играта, значи да излезе тоа преко формирање на надвонредна влада, каде они не се дел од тоа да може да се справуваат со Либанска конференција и тоа да се со среди корона, со економската криза и така натаму. Вториот сценарио, што е вистина, тоа се случи во 2008 во Либан, дека Хезбола со сила да превземе сите институции, да ги прави occupation, да оди со оружје и да ги освои, да оди на институциите и да ги земе со сила, со оружјето, тоа се случи во 2008, и да земе се под контрола. Реално има Хезболак таква сила. Реално го направи тоа. Да. Значи ова веќе го направи, и тогаш исто ќе биде во многу лоша позиција, затоа што треба да покажува сега како Иран ќе поддржува Хезбола да се исправи со сите проблеми што се во Либан, што они самите таму нив не може да се исправат со проблемите, да се со своите проблеми. Да, посебно со короната. Третиот сценарио, тоа што е многу реален, ова да се случи еден тотален колапс, да нема веќе кој да ја води државата. И ова е многу опасен сценарио, затоа што ова ќе не врати назад на периодот на 1975. Тоа е опасното сценарио, но да го врземе еве со македонското сценарио. Зошто? Затоа што еден угледен вестник од Германија, Frankfurter Allgemeine Zeitung, тие се сепак нели со традиција вестники и новинари, велат дека Македонија доби либанска влада. Што значи тоа? Либанска влада е исто пак од незнаењето на да кажеме на реалноста и на ситуацијата во Либан, они нарекуваат така либанска влада. Таа либанската влада тоа е еден израз од еден договор, се вика National Pact. Тоа се случува во Либан во 1956 се случува во Либан. National Pact фактички расподелени или да се дели авторитети, сите авторитетите и сите позиции во држава на верска основа. И ова не завршува само со да имаш христијанин маронит председател, па да имаш председател на влада од муслиман од сунитите, а да имаш председател на собрание шеити. Не само ова, затоа што ова оди и подлабоко. Затоа што, например, генералот на армијата треба да биде католик, па негов заменик треба да биде шиит. Па кај ќе го најдем? Па заменикот на... Па тоа е исто како кај нас сега, ама само кај нас е по етничка линија, не е по верска линија. Верскиот елемент е исклучен. Етничкиот елемент и верскиот елемент се многу... Значи, секогаш ние кажеме, кога немаш значи ова е најопасно или да кажеме сериозен проблем кога работите се делени на верска основа или на етничка основа.
етничка основа знае да сега не кажам дека има едно подобро од другото, ама етничката основа можем тешко да најдеш некој надворешен фактор да дојде да ти поддржува со твоите идеи или твојата имплементација на твоите планови, а врската основа тоа е многу опасна и тоа во Либан носе Либан во една војна што траеше од 75 до 2006 и се имаше 7 војни што една почна завршува, почна другата завршува и нема крај за ова, каде ќе надворешните фактори ќе влезат. Така да имаме либанска влада е многу покомплициран од само да изразиме да кажеме да Македонија доби тоа. За Македонија за да може да се спореди или да се спореди со тамо и треба да земеме многу други фактори што не се ги нема тука во Балкан. Значи ги нема тука во Балкан. Тука во Балкан има само муслимани, христијани. Во Либан има 18 вери. 18. Секоја вера се има својата милиција, се има своите земји кои ја поддржуваат, така да уште е рано малку да кажеме дека добро, постои таа објективно таа верска толеранција, да речеме некогаш било центар на христијанството, нели? Тоа било многу развиено, а денеска барем што гледаме, можеби се тоа штелувани репортажи, за да се изгради црква некаде по ридовите на Либан е проблематично. Имате притисоци од муслиманите и така. Точно е тоа? Да, точно е. Точно е. Иако еве се збори за прогон во делови од Египет, например, за прогон на христијаните. Има такви работи во Либан? Во Либан има пак не е објавено, ама го осеќаш во секоја населба кога одиш. Притисокот го осеќаш. Не е лесно после 35 години војна ова да го тргнеш така на страна како да нема ништо. И јако во текот на војната во Либан имаше многу во милициите на пример на христијаните имаше муслимани тогаш. Во милициите на муслимани имало христијани тогаш. Во целиот проблем што се случи во Либан, што беше да кажеме еден голема група заради нив се случуваат сите проблеми групите на палестинците што беат во Либан, голем дел од нив беат христијани. Така да многу е мешано. Јас спомнав како темпирана бомба, тоа е мојот стил на анализи, меѓутоа еве ќе спомнам и уште една темпирана бомба или темпиран настан, тоа е потпишувањето на договорот за воспоставување дипломатски односи меѓу Израел, односно еврејската држава и Обединетите арапски емирати. Министерот за надворешни работи Никола Димитров на Твитер објави дека тоа е многу важен договор. Ќе се согласиме секако, но би требало да објасниме зошто е тој важен договор и особено кога сега се вклучува, кога е вака врие во тој регион. Добро, пак треба нешто, значи ова голема шанса да се објаснува што е Израел и што е Палестина, затоа што многу ги мешаме работите тука. Значи, да се вратиме исторички малце назад, да кажеме добро, прво as is, Израел сега моментално е земја на Медитеран, каде јужниот дел на Израел има Газа Стрип, делот на Газа, што Газа не е дел од Израел, дел од Palestinian Authority, палестинската авторитет. И има западниот брег, West Bank. Така, западниот брег, западниот брег, кој не е дел од Израел како држава. Значи, овие два дела формираат тоа што го знаеме ние Палестина. Внатре во или Израел, една палестинска држава. Ова е едната палестинската држава, плюс внатре во Јерусалим, источниот дел од Јерусалим, каде имат арапите што живеат таму. И идниот град, главен град на таа Палестина. Да. И сега, во Израел како држава, се живеат 20% малцинства од другите вера и од другите етником живеат таму. Овие што живеат во Израел,
овие 20%, не се во Уест Банк и во Газа Стрип. Овие живеат во Хајфа, живеат во Акар, живеат во Хаифа, живеат во Јерусалем. Тие се израелски граѓани, но со арапскиот етником или арамајци етником или друзи етником. Овие се израелски државјани. Во Израел внатре, во Јерусалим, источниот дел од Јерусалим, се живеат арапи таму, кои не се израелски граѓани. Они живеат со постојан престој во Израел. И ова тука многу комплицирано, затоа што они што живеат во источниот дел на Јерусалим, они не ја признават Израел како држава и они се како да се задворени таму, затоа што ниту се дел од Палестина, што е Западниот брег и Газа. Исто така во Западниот брег има една група на евреи што живеат таму, не зборувам они што живеат на јужниот Галилеј, зборам дека внатре таму се има уште една група евреи што живеат таму, што не се израелски граѓани. Така да, кога збориме за Палестина и за Израел, не може ние да кажеме да ги зборим како една political entity, како една држава. Не, овие се делови. Така. Да. А договорот што се случи меѓу Имаратите и меѓу Израел, тоа не е прв договор што се случува меѓу Израел, меѓу арапските земји. Значи, првата земја што има подпишано таков договор со Израел беше Египет. Ова беше во 76-та или 77-та. Втората земја што беше подпишано таков договор е Јордан. Така да овој чекор за подпишување на таков договор, тоа е нешто многу добро да се случи во Блискиот Исток. Токму заради мирот и заради диалог и треба заради да не тоа. забораваме дека тие договори меѓу Египет и Јордан се одамна подпишани. Значи тоа е цел период од едно друго време. Или тоа е со Кен Девид преговорите, потоа се приближуваат Египет и Израел. Ова е 40 години подоцна и повеќе. И затоа има меѓу Египет и Израел над 200 милиарди долари трговија и размена. Но проблемот со државите што се против таков договор, како на пример да кажеме сега Турција. Значи Турција има изјавено дека е против таков договор што може да се случи меѓу Израел и Емаратите. Знајки дека Турција беше од првите што имат подпишано таков договор со Израел во 2016. Одамна пред Имаратите да го подпишуваат. Ама секогаш се искористи темата на како се вика, слободата на палестинци или слободата на Палестина како тема за да се провоцират, да кажеме, повеќе тензи, што тоа може да овозможи на многу земји во Блискиот Исток да владеат таму. Значи, кога владеш со идеологија да шириш страв, да ги кажеш на луѓето дека каузата е Палестина и треба сите да се спремаме за да правиме војна со Израел, ова е една голема лага дека од 1948 тогаш се изгуби, да кажеме, палестинската кауза. Не. Значи, првата колонија за евреи што беше направена и Тел Авив во Израел беше во 1909. Ова беше одлука од еден султан, турски се вика Абдул Хамид, во 1909. Во 1919 во конференцијата на мир во Париз беше подпишано договорот меѓу Хаим Вајзман и крал Фајсал Ал-Хашими, се вика, на Саудиска Арабија, Така. да се основи таму една држава за евреите во Блискиот Исток, во сред, да кажеме, сите арапските земји. Така да, ова од 1919 е во тек се случува. Не е нешто што е ново. Од 19 до 48, кога изјавија официјалното основање на Израел како држава,
тогаш почнат и проблеми со сите сега да кажеме фракции од арапските земји и Израел и Палестина. И на крај во 1967 кога да кажеме палестинците имат изгубено и западниот брег тогаш, и Газа, и дел од Јерусалем, тогаш почна ова пропаганда на ослобода на Палестина и така натаму. 69-та, значи ова борба продолжеше години, сите палестинци од тогаш почнат да заминат во другите земји, има голем дел во Југославија, има дојдено, има голем дел во Јордан отидено. Во Јордан се случат настаните на Црниот септември, тоа нема врска со групата што се вика Црниот септември, и сите во Јордан ги имат кажано не сакаме веќе да се борат палестинците против Израел од нашата територија. И замена сите и отидоа во Либан и тогаш почнат Така. и проблемите. Нападите. Да. Добро, некој смета дека овој договор е конкретно токму шлаканица за палестинците и нивната кауза за држава. Сега, ако вака гледаме дека еден од конструкторите на овој договор меѓу Емиратите и Израел е Джаред Кушнер, така? Да. Тоа е зетот на Трамп. Може би ќе речеме има логика, меѓутоа на терен е сосема поинаква ситуацијата. Што би можеле да очекуваме сега? Каква реакција од палестинците? Па ви кажам искрено, значи размената е бизнесот и све што е меѓу Израел и Животот. сите арапски земји, ова постои од тогаш, значи од кога потпиша Египет и Јордан договорот со Израел, беат нарекувани како предавници. За 40 години се предавници, но достигнувањето што има достигнато, успехот во многу сектори, бизнес, трговија, медицина и така натаму, стигна до многу да кажеме високи нивоа. А исто време сите други арапските земји се имат они соработка со Израел. Само работева дека пред ова потпишувањето на договор не беше јавно тоа, сега е јавно, ама секогаш имало ова да кажеме нормализацијата на врските. Има многу еврејски фирми што работат во Имаратите. Така да не гледам тука од страната на јавноста во арапските земји ништо чудно, дека они знаат веќе тоа и се спремат за тоа и го знаат години назад. Но за Палестина тоа што сакав да нагласам, дека палестинците што сега гледат дека е голема како се вика, дека каузата има, они, мислам дека во 2007, кога имали првите избори официјални после таа конференцијата во Шпанија, што имат од таа конференција добиено 1/4 од тоа што можеле да го добиват тогаш во Камп Девид, во 2007 резултатот на овие изборите, кога победи Хамас таму, проблемите што се случија таму се катастрофални. И сега војна пак почна меѓу Хамас и Фатх во Палестина и Уест Бенк и така натаму. Така да гледам тука некој што многу ги како фрли бензин на огинот, да ги ја пали работила повеќе од што треба. И сега, како се вика, се обвинат сите палестинци, се обвинат сите арапските земји дека ја откажат од палестинската кауза и ќе видиме сега реакциите како ќе биде. Истите реакции што беат години назад беат терористички напади. Така. Во Египет, во Јордан, во Либан. Киднапирања и така натаму. Така да. Да, меѓутоа, еве сега малку геополитика, бидејќи ова се во онај голем механизам што меле, особено на Блискиот Исток и Медитеранот, како центар на нашата цивилизација. Има игри кои нас не засегаат, затоа што има барем најмалку два играчи со кои ние имаме блиски односи, тоа е Турција и Грција. Едно прашање, Либан има 1,5 милиони сириски бегалци, што ќе се случи со нив во евентуален конфликт. И втората работа е што во Медитеранот, особено по овој договор меѓу Емиратите и Израел, затоа што веднаш авиацијата нивна спроведува поморски и воздушни вежби со армијата на Грција, тоа брзо се одвива. Околу така наречените економски поморски или економски зони на отворено море се во сериозен конфликт Турција и Грција.
И сега тука имаме големи играчи во позадина кои се тоа го гледаат и не знаеме каде ќе оди целата работа. НАТО членки се и Турција и Грција во конфликт. Меѓутоа во позадина имаме руски, ирански и кинески интереси кои играат на вистина за големи пространства, за влијание и за земање на ресурсите од Казахстан до еве овдека да речеме во нашиве региони. Добро, вака. Многу е широко, но Многу широко, ама едноставно нас исто не тангира, нели, како држава и нашите Ние интереси. се врти околу енергија. Ова го сме збореле во февруар пред неколку месеци дека имаше еден план за гасификација на Европа, Турција што биде инволвирана со гасификација и така натаму. А се смени сето тоа за две работи. Првата работа дека Турција излезе од Сирија, дека не се случува тоа што го очекувале сите со Сирија. Од другата страна имат откриено во Медитеранското море едно најголемиот извор на природен газ. Тој изворот на природен газ влезе во границите на Израел и на Египет. Кога гледале дека постои овој природен газ во овој регион, нормално Кипар, што е најблиската земја до нив, се договорија на, како се вика, цртање на границите, на морските границите меѓу трите земји, и тогаш Турција гледа дека ја изгуби шансата во Турција, во Сирија, и ќе ја изгуби шансата во Медитеранското море. И одма почна со договорот што они го направиле со Либија во Медитеранското, кога почнале ова да го направат со Либија, тука имаше голема, да кажеме, загрозување на француските национални интереси, затоа што Франција е влезена во овој дил на гасификација со Медитеранското море, затоа што хардуерот што се користи е од страната на Франција. Но не и на Италија. Италија контрираше. Не на Италија, на Франција. Италија, фактички Италија со Турција, со поддржувањето на тој западниот дел од Либија, на ова од Обединети нации што имат креирано, а од другата страна имаш Египет со Имаратите, со Франција и со другите земји што дават поддршка на Хафтар, генералот што води источниот дел од Либија. Така да целиот овој конфликт што оди, сега оди околу две теми, оди околу енергија и оди околу вода. Ова е реалноста таму. И сега исходот на тоа, значи да расчистиме, нема арапска пролет демократија. Станува збор за голи интереси. Да. Значи се збориме именно на гасификација. Овој природен газ. Да не зборуваме за идеологија некој. Не, треба на еден начин или друг да стигна во Европа. Зошто? Затоа што две најголемите станици за втечнување на природен газ се во Египет, одговара на Израел да прават овој процес на втечнување, затоа што ќе дозволи да носи поголем волумен на природен газ, отколку да се носи сурово. Така и газ и играта е енергија. Овој дел од Европа треба да добие овој газ. И сега влијанието на ситуацијата тука во Македонија, ова не можам јас, ова има други што треба да размислат на ова, дали ќе пројде тоа затоа што веќе тече во Грција. И сега дали ова ќе оди преку Македонија, Србија, Европа, дали ќе оди директно од Грција преку море до Италија, па така да. Па јас колку што знам има еден меморандум меѓу владите на Грција и на Македонија, тоа беше од пред 2 години веројатно, околу еден вентил да се пушти према Македонија од еден крак. Меѓутоа, светот е ишкртан со нови проекти, со гасифицирање. Македонија е практично многу мала точка на тие мапи и ја не знам дали не го губиме практично времето и трката со сите овие процеси. Практично сме доста назад во... Ја не би кажал доста назад, толку би кажал ние доста немаме, не може да се споредуваме со овие другите држави, за да може ние да имаме некоја, да кажеме, методологија или да имаме некој, да кажеме, стратегија врзана директно со енергија. Работава дека треба да се лобира за да се реализира овој дел. Значи повеќе, јас ако гледам работите, ако гледам дека во Македонија сакам да добивам газификација, да играм повеќе за да можам да добивам ова и дури да го носам на пример до Србија, да оди погоре до Европа. Така да тука
има институции што надлежни институции треба да се мислат за овие работи. Ајде да завршиме со уште едно прашање, бидејќи не тече времево. Сметате ли дека овој договор може да му помогне на Трамп за реизбор? Сепак тој ќе оди како негово постигнување успешен дипломатски чекор, померил две земји практично. Па видите, сега ова стварно не е, значи се случува 2-3 настани, кога секогаш рековме, со овој настан он бетонираше втор мандат таму кај него да добива, така да, секако тоа игра една голема улога. Може не беше на големиот скейл како Камп Дейвид тогаш, Така. ама мислам дека ако предизвикува другите договори за другите земји, како на Бахрен што изјави дека би сакала да има договор со Израел, и со другите, мислам дека ако другите земји почнат да разговарат на ова тема, тогаш Трамп ќе биде херој, затоа што сите проблеми, да кажеме, во светот се излегуваат од Блискиот исток. Така да во тој случај, ако имаме една атмосфера, останува да речеме Иран и Саудиска Арабија како два вака поголеми земји кои би биле со полоши односи со Израел. Не би рекол вака, Не? Саудиска Арабија се последните, да кажеме, 4 години се комплетно отворена за сите, да кажеме, за соработки, за све. Така да, пак тоа што го кажав тогаш пред неколку месеци, дека за жал, иако не е да кажеме толку јавно, значи the opposing, тие што спротивните на се што може да се случи како мир и како тоа, се Катар, Иран и Турци. Така да Саудиска Арабија јас ја сметам надвор од ова. Од обратно, они сакат да ги нормализират работите, они се веќе имат некаква соработка таму, имат трговија со таму и сега тоа трговија не е толку јавна, значи производот не стигна до Саудиска Арабија со Медин Израел, се стигна до Саудиска Арабија со Медин, не знам, Газа, например. Ама има соработка меѓу двете земји, не може никој да ја негира, со документи, со све, со број на проекти, со многу работи, така да мислам дека сега се ќе се оди во насоката да се прави мир, да се прави успех, да се оди малце напред, да се развива повеќе од тоа. Не, спомнавме Сирија и особено по атентатот на клучниот генерал и човек во нивното разузнавање и безбедност, можно е сега да Сирија да се остави така на страна или нешто ќе се работи и таму да се средат состојбите? Ја мислам... Асад сепак ја контролира колку толку ситуацијата и... Да, но тука има многу големо влијание исто на русите во Сирија, така да доколку Русија доби незиниот дел во овој конфликт што се случи во Медитеранот, затоа што сепак е Русија една страна на Франција и на Египет, не очекувам ништо што се случи, сега ова мојот лично мислење, дека не очекувам ништо што може да се случи барам во овој краткиот период што ќе дојде. Понатаму ќе видиме како, зависно од како ќе се развијат работите во Медитеранско. А Балканов можно е да се дестабилизира ако се случи нешто покрупно во Либан, конкретно со бегалски бран масовен и така. Именно, сакав да зборам за тоа, значи едино предизвик што е преголем, што ни очекува сега е со бегалците, со мигрантите. Затоа што и сега има повеќе причини за што да ги имаш тука. Посебно тоа со COVID-19, со корона, со вирусот, со земјите што не можат да се испаваат со таков проблем, ќе тече миграција, ако бидеме ние дел од, да кажеме, Европската работна група, ние ќе треба исто да добиеме една квота од мигранти во Македонија. Ова процес ќе дојде понатаму, значи ова не, значи прво имаш брановите што ќе стигнат тука, па второ имаш од кога стигнат во Европа како ќе бидат распоредени на земјиве, така да ќе добиеме нашиот дел од овој, да кажеме, предизвик. Некои држави беа подготвени и казна да платат, нели, ќе го загубат случајот пред Европскиот суд, ама не сакаат бегалци, особено не, нели, муслимани.
Раби Седрак, благодарам за гостувањето. Благодарам, Навистина фала за вас. вака кога разговараме ми изгледа Балканов многу поетноставен отколку она што се случува во Да. Блискиот Исток, многу се комплицирани односите и многу влијанија се прекршуваат. Очигледно се играат големи игри. Се надевам дека јас и во едно писмо кога се подготвувавме за емисијава ти пишав не би сакал да гледаме нови жртви и така натаму. Нормално сакаме да оди тој регион напред и цивилизацијски придобивки да имаме сите. Не, ова, ако треба да коментирам на ова, ви кажам дека моментално Балканот е обратно од многу луѓе што мислат дека ово е едно од најбезбедните места сега моментално во светот. Значи, Може да се инвестира, тоа значи. Веројатноста да се случи нешто во Македонија или во овој регион е нула. Значи, сите проблеми се случуваат моментално и во Блискиот Исток, и во Европа. Во Балкан, едно од најбезбедните, сега за сега. Така да, нема, и тоа го збориме пак кога бев тука гости пред неколку месеци, немаме толку големи предизвици врзани со конфликти и војна тука. Така да, е многу добар место за се инвестира, само да се инвестира во тоа што треба.